Баш. Баци ме, лорд. Баци ме. Береш! Поздрав, фамилио! Јас сум Никикс, добро дојавте во новиот прво поздрав од човека кој сачи јас ви поздравам, само многу ме интересува хештег Никикс, најака фамилија во Охрид, ај пошироко. Денеска правиме story time од што беше настапот во понеделник, така да, пред се да ви се заблагодарам на сите што дојдовте, пред се помогнавме на еден спортист кој што сега Тачо сигурно па 90% знаат за него, веќе трет пат го фаќате на иста болест. Денеска ќе гледате story time, ќе гледате снимки што се дешаваше таму. Значи, пред се, денот ми започна во 8:30 са бајле, Перо ми звони, тајте стан ми брате едно друго, јас до 8:40, значи не бев станат, 8:40 мене ми пукат, ми чадит глава, 8:50 бев облечен или ти пак спремен и бев тргнат. Значи во 9 бевме на местото кај што се најдовме со Перо, едно друго и све помина фул како што и мислевме. Во 9:07 бевме Долни Сарај, локацијата каде што се одржуваше цел настан. 11:30 бевме све завршени и ни дојдеа прилепчани во Охрид, ни дојдеа што се подруживме со нив, а за тоа време Перо беше да се најде со Ива и како иде, со Ива и другарка и некоја другарка таму врска, немам која е таа другарка. Видете со кои се најдов? Се гледаш, брат, чекај. Представи се. Здраво, дечки, јас сум Никикс. И што се дешава? Од кога си ојдов јас со Лорд и со Благадуша и со сите што се разделив, се најдвиме со Петар Силјан. Се наоѓаме со Перо Зеро, Ива и другарка е. Се наоѓаме на едно место и јас гледам као девојче, види го колку е слободно пред камера, знаеш, нема срам едно друго. И братот само пред на неј се и пред Ама Ива ми вика, стој, не, ти имаш девојка, и јас си викам, овде ги изгубив сите шанси, не, Ива не ми го рече тоа, Ива рече, може, Се запознавме све, многу кул девојче, искрено мора да признам дека е многу интересна за дружба. Значи тоа не е као типот на, знаеш, на фурана, се мисли некоја јака, имат 5000 зубови, едно друго. Со јутуберот. влог снимаш? Да. Сите су Никикс Вапер, сите су ова ми е нова девојка, да. Да. Ако? Ние сме заедно, може. Да, заедно сме? Да, заедно сме. Еј со iPhone, што опет? Нема, дај ми го телефонот. Стигваме на локација кај што треба да се одржи цел настан. 300 глупости што знам, се одржи тона, се пробвите на друго, ау. После тоа да се ишишам, заради тоа што бев стварно ку кацига. Ако не се ишишав тоа, немаше и ден денеска сум ишишан, тоа е после 4-5 дена. Ша видам ишишан. И еде настанот во 7 сатот кој што треба да се одржи и Никикс срцево заради тоа што трети прв да излезе на сцена, луѓе трети прв да се излезе Никикс на сцена, заради тоа што беше така договорот да крениме и хајп, као сте кидари, и што се дешава, значи излегвиме први на сцена, почвиме да ја пееме песнава и све помина фул јако, значи тебе ми снимка. Камера, кога со телефон се превземаме. Ајде доста со тие глупи факти. Многу си густан па на сите им се смачи. Као сте кидари, уствари нубари. Као нешто паметни, а сте 10 годишни. Понашање за едно годишни. За YouTube македонска сцена сте безкорисни. Чабе многу рентови, само креваш бунтови. Поносот само бело. Одело, цело, бело, поносот само врве, лоло. Значи, видовте една мала снимка. Значи, после тоа што се дешаваше, иначе, стварно вие на настанов, стварно бевте као, типо на јако интересно, бар мене така ми звучеше вашата емоција, као, да, не, значи, бевте во нон-стоп, хи, едно друго. Почвиме втора игра, пошто ние бевме први да настапиме едно друго, јас и Ставре со Дистрект Македонија 300 глупости. Втора игра беше на то да се тегниме со јаже, буквално као бевме одвоени, ме свеќате као јас, Спасе и Виктор бевме тие, а Виктор, Спасе и Никикс беа тие, ме свеќате као еден и два тима и се тргаме со јаже, значи да видите една мала снимка, да видите што се дешава. Ајде, навивајте! Победа за екипата на Благадуша, Риткос, Никикс и Перо Зеро. Голем аплауз! 3, 2, 1, сега!
По 100 победа, готово. Голем аплауз за екипата на Благалуша. Окей, значи, за втора игра во која што учествував јас беше трка на раце. Значи, тоа е најсмешно, Веќе се згазите од смење таму што не бев. Иначе лајвот го гледаа 200 души скоро. Најсмешна сцена е кај што буквално се тркаме со раце. Например, јас и Ставре бевме во тим, Перо и Секула беа во тим и сега застануваме да се тркаме на раце буквално. Сега јас го држам на Ставре и сега јас го држам на Ставре. Ставре трчат ко вол, буквално трчат ко вол. И сега, значи буквално мене ме сопкат Ставре, јас се превртвам. Ало, луѓе, значи кај го имате тоа видено? Јас се превртам на настап, буквално. Не знам што да правам, не знам дали да плачам, мене колков газов ме боли, ме пука буквално. И сега јас буквално ај да видите снимка да не ве замарам многу. Сега! Ајде, фото финиш! Не реши! Голем аплауз! Значи беше кинење од смење, буквално не можев јас да издржам дома кога гледав вечерта во 2 лајвов, не можев да издржам, значи скапав од смење, значи знаете што скапав од смење, заради тоа што јас се превртвам. Зошто заради Ставре е ретардиран. Небитно на тоа. Последен челендж во кој што учествував јас беше јадење со хамбургери, бе, кој мозок сум. Јадење хамбургери или ти пак надпревар кој побрзо ќе го изеди хамбургеров или ти пак исто се онакви. Не е битно. И што се дешава сега буквално? Стоиме како идете? Секула, Лорд или не? Лорд, не битно. Секула, Лорд, Ставре, јас и Перо Зеро накрај. Перо Зеро јајд лагано, знаеш она лагано, јајд ко во ресторан. Никикс накрај буквално го плюка. Значи заради тоа што јас буквално го јадам и мене ми се повраќат. Јас знаеш готов бев. И што се дешава? Го враќам јадење во ова. Николче доста добар познат јадач од исто така и Ставре, доста симпатичен јадач. Немој само да повраќате. Забрането повраќање. Го враќам јадење, го дојадов и јас бев трет. Така да луѓе, тоа е тоа. Се надам дека ви опишав, настанав едно друго. Фала ви на сите што дојдовте, што дониравте, што имаше дупла кутија како да донираш буквално од Црвен крст. Тие сите пари се префрлени сигурно за Тачо. Така да, лајкнете ушенашка, сабскрајбете, застанете нивик сум најка фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Рапапа, па и ра.